Бадникарските огнови, печењето скара и пиењето ракија се во апсолутна спротивност со начинот на кој верниците треба да ги одбележуваат деновите пред Божик, апелираат свештениците. Гозбите и пиењето околу коледарските огнови се во целосна несогласност со црковното предание и Божикниот пост, велат свештениците од Кочанската црква Свети Великомаченик Ѓорги. Во никој случај огновите немаат предност пред големиот празник, реѓањето на нашиот Господ и Спасител меѓу народот познат како Божик. Значи овде нема компромис. Значи најглавен празник е Божик, додека коледарските огнови се еден начин на прославување, кој што како што кажав, значи не се косат со каноните на црквата, но она што нас како свештеници не загрижува е однесувањето на на христијаните на таквите средби. Аз знаеме дека многу пати не секаде, но на таквите коледарски огнови, освен масите што се преполни тоа пред се со мрсна храна, таквите средби преминуваат, почнуваат со славење на Бога, но завршуваат со опијаните луѓе, со пијанки, со недолично однесување токму во самиот финиш на постот, кога што треба засилено да се молиме, да се подготвуваме за света причеста, не да го завршиме постот со пијанство. Посната Бадникова вечера, која треба да го сплоти семејството, е заменета со малските огнови и култот на греаната ракија. Обичајот и со Бадниковото гранче не е дел од македонската традиција. Годинава Бадник се слави во понеделник, што според типикот на Македонската православна црква, оние кои ќе се причестуваат на Божик, на Бадниковата вечера треба да постат без масло. Оваа година според типикот се паѓа во понеделник, но со благослов и допуштање на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион, тој благословува и разрешува, значи на овој ден да се користи, заради празникот да се користи зетин, но сите оние кои што се подготвуваат за причест доколку можат да го постат според типикот, односно без масло. Еден од најголемите христијански празници, раѓањето на Христос во Кочанскиот храм, ќе се одбележи со молитви и литургии. Во вторник, на денот на Христовото раѓање, ќе се служи света литургија со почеток во 8 часот. Литургии ќе се служат и на вториот и третиот ден на Божик. На вториот ден, кога се слави собор на Пресвета Богородица, на литургија најавено е присуство на митрополитот Брегалнички, господин Иларион.